Почитувани следачи, можеби поддржувачи или мразачи и слушатели и гледатели на Вербалиум, ова е втора пилот епизода, може да се каже дека е втора, не може да се каже дека е втора, дека е пилот епизода, ама е втора епизода од така наречениот подкаст или видеокаст или водкаст, како што некои го нарекуваат поново, наречен и едноставно насловен како Вербалиум. Зошто водкаст? Затоа што е видеокаст, не сме дошле се уште до водката која што може би била спонзор на некои од овие изданија, бидејќи водка сет некако оди логично едно со друго, но ќе видиме како тоа ќе тера понатаму и се надеваме дека ќе имаме расположени луѓе кои што ќе сакаат да не поддржат во намерата Вербалиум да дојде до своите неколку илјади изданија. Доста амбициозно вака за самиот почеток. Во ова издание ќе имаме еден многу интересен гостин, барем за мене интересен гостин, вам ако не ви е интересен, тоа е ваш проблем. Се работи за Вангел Башевски Барми, кој човек кој што прво пред се ми е комшија. Уште си ми комшија во Капиштец? Да. Уште си ми комшија во Капиштец. Да, што откри каде живеам, за да ме најдат. Не, добро. Да се пошегувам, мада време не е воопшто за шега. Не е за шега, не е за шега. Кои ќе ги темите кои ќе ги начнеме, дури некој вели, некој ќе ми рече кај најде ти не си човек што можеби не знам, не те препознаваат луѓе по такви теми или не си се интересирал, напротив, страшно ме интересира оно што се случува во моментов, затоа што за оние кои што не знаат, сум дипломиран русист, односно професор по руски јазик и книжевност, па она што се случува во Украина во моментот да се случуваат ужасни работи и тоа како ме интересира, бидејќи и самиот сум бил некако барми, не знам колку пати на патешествувал низ Русија и посетил градови од, па ја мислам дека од најисточната до најзападната точка си бил, од Новосибирск до Новосибирск си бил? Да. Од Новосибирск да до Перм, од Перм до Одеса. Во Одеса си бил? Сум бил. Па ете, добро. Добро, сега списокот на градови ако ги наведуваме, тоа патување беше вака, да почнеме со тоа ако не. Не, сакам само да кажам дека јас како русист сум имал многу скромни патувања, ти си многу поупатен од мене во она и сега сакав да дојдам до поентата на првите, односно до базата на првите прашања, тоа е знаеме ли што се случува, дали сме добро информирани, како дојде до Украина, ти ова го следеше долг период. Доста се актуелен, најпрво да кажеме дека ова што за кој што ќе разговараме денеска и она што е актуелно кај тебе поврзано со твојот така наречен веб портал или по-ново. Сега на порталот вака јас влегов, не можам да најдам, зборуваме за порталот ВББ или поточно како му е. .mk, види, вака, ако не да почнеме од самите почетоци, значи веќе 2 децени јас се занимавам со пишување, најпрво тоа се случуваше на платформата Блогерај. Таму блогови пишуваме. Така. И тогаш сакав да си отворам свој блог и во недостаток на идеи ги ставив моите иницијали Вангел Башевски Барми, што не е баш иновативно, али што има везе. Потоа од тоа се створи радиоемисијата Радиоблог на Радио Равел, сега не постоешко. Па и на 103 маца. Одеше ти на Равел? Да, како не. Сме биле колеги во некој период. Јас имав краток период тamo негде 99-2000 емисија за ска музика. Добро. Јас знам ти 2008-2009 многу подоцна, значи 10 години подоцна. Па тоа е веќе кога Радио Равел полека сигурно забра. Да. И пишав и за некои печатени медиуми, се занимавав и со музика, сега некако тема. Добро да, ама сите ги паметиме легендарните Джикад. Не ти се збореше за тоа? Не ми се збори. Ма има супер хитови, тамо сега не зезе. Ајде, тоа се инфантилни работи. Имаше една песна и Народ и држави се у ПМ. Тоа беше хит. Тоа беа инфантилни работи, да, и стварно не. Добро, ти беше познати по панк-рокерските моменти, рокабили моментите. Имаше, да, панк-рок. Ај, ќе раскажеме тоа во друга прилика. Но битно, значи, пред се со пишувањето се зафатив и тоа доведе до создавање на учествува во создавањето на Окно МК, например, од кое после си заминав и го направив моето сајче www.mk, кој во даден период беше доста активно, меѓутоа сега замре.
нема екипа, нема средства, Те нема немаше ништо. доста години. Беше актуелен доста во еден период таму почеток 2012, 13, кога Па се ложим 11. да, може да се рече и во секој случај тој сајт беше доста забележан по оние ретро моменти, значи имаше тука она фотоизложба култ на Скопје кој веќе го нема, кај имаше некои фотографии од старо Скопје во наводници, всушност Ванила продавници и така натаму. постземјотресното Скопје, она кој исчезна со Скопје 2014. Тоа беше вака голем успех да речеме. И особено беше забележан сајтот по тие патеписи што јас ги правев од Русија, Да, Украина. јас те следев. Драго ми е. Доста обширно и доста прецизно секој момент од твоето патување и беа посетени, па не знам за кој град немаше репортажа, за кој дел. Па еве вака, првото патување беше значи Скопје Истанбул, од Истанбул Брод преку Црно море, па Одеса, Киев, Запорожје, Харков, Донецк, Луганск, сега кај што се војните. Да. Ова е првото, после ја уште стопади, тоа беше Украина. Потоа влега во Русија и мојата прва средба со неа не беше во Москва, како повеќето луѓе, туку Ростов на Дону, кај што имав така некои љубови и Не едно, значи, не. Добро. Една и потоа следеа Москва, Санкт Петербург, Казань, Татарстан, Екатеринбург, Новосибирск, па потоа ова Оска, Краснодар, кај Ростов на Дону во околината е Новочеркасск, многу е. Чекај, ти во секој град влезе буквално во одреден период представуваш да бидеш. Да. Туа си бил во Туа, Перм. Не. Во Добро, има секој градови случај- што останале непосетени. Па сигурно, па и после Чекај малце, ме интересира што те натера да отидеш натаму? Затоа што е многу чудно да сите бегаат нешто од Шпанија, Куба, тоа име некој Види, екзотика. во моето семејство интерес за тој дел светот немало некој голем. Баш напротив, мојот дедо работеше, живееше и почина во Австралија. Беше пешалбар, јас сум пешалбарско дете. Значи, човек од едно село Богу изалежа буквално, планинско село, Ѓавато Битолско, под Пелистер. Да, познато. Таму во тоа село кај што нема цивилизација никаква, можете да најдете луѓе кои говорат англиски со австралиски акцент. И тие куќи што се таму изградени со чардаци, оние убава архитектура као битолска, тоа е градска архитектура всушност, тие куќи се градени со американски долари и австралиски долари. Верувале или не? Значи, луѓето таму оделе, работеле со цел да заработат, значи во Гери, Индијана, во не знам каде, во Порт Кембла, во Рокдейл, Нью Саут Уейлс, во кажи таму Бексли, Харцвил, Перт Мерт, со цел да заработат пари, да се вратат да изградат куќа и да се оженат. Што тоа било, нели? Домакинскиот ред, така бил. Меѓутоа, после тоа е трајната емиграција, нели? И тие остануваат тие луѓе и таму добиваат државјанства и тоа е тоа. Значи, некој преголем интерес за тој дел од светот немал во моето семејство. Сега како се појави, па што знам, сигурно за тоа придонесе оној онлайн дейтинг кој на крај се круниса со брак. Што значи дека тоа функционира или барем функционираше во даден период кога им беше интересно на луѓето. Кој феномен беше многу застапен во тој дел од светот, значи во Русија, Украина, Белорусија, Казахстан и така натаму. Многу беше застапен. Имаше овде една репортажа, не знам дали се сеќаваш на луѓе од Прилепско кои што ги носеа во Москва или Пицер и така натаму. Филмот Потрага по среќата, Pursuit of Happiness на Джиджева ми се чини, и тие не беа од Битолско, беа дали беа Кукуречани, не можам да се сетам. Некој села што беа претежно машко население останато, немаше невести, ги носеа и буквално им правеа дейтови по ресторани, организирани. Сега не сум модел ќе поминат заедно, па ќе видат дали си договараат и сексуално или. Па баш зошто да не. Па нормално. Во таа смисла да ти кажам, Русија, Украина и тие земји се полабаени.
како ти кажам, нема Ти би она требало подобро да го знаеш. комшијата да не ме види, некако се Да, слободни се. па не во демократска смисла. Не, зборам за Русија, особено не и тие Белорусија. врски и така, Да, љубовни. да, сам таму сум сеќал такви девојки, значи толку харизматични, толку интересни, со толку интересни црти, со толку убави имиња, не знам, Оксана, Лариса, знаеш. Нешто неверојатно. Васили се прекрасни. И тие муабети што се прават таму сосема други некои, како да ти кажам, многу све на едно ниво, многу пофино и без она замарање, не знам, овој бил фраjer, го пуштале на врата ваму, инфантилни муабети. Нема тоа замарање. Така да за некои нешта навистина интересно. Е сега нормално, има и негативности. За кои негативности ние денеска ќе збориме. Да, ти си покрај твоите патешествија за кои што пишуваше детално пред доста години, па некако стигна овој твој портал, денове си доста актуелен, колку си актуелен, не знам, али активен си доста, и доста се појавуваше доста интересни текстови. Но текстови. не на порталот, сега на Facebook, затоа што види. Па тоа сакам да кажам, кога ќе го отворите www.mk, излегуваат некои работи, дури тука има и една репортажа за концертот на Супер Хикс во Берлин 2005 година, на кој што господинот Барми се појави во публика и не го очекувавме. Да, одеднаш Супер Хикс нели свира, а јас приметив во реклама за тој фестивал Фестивал Дер Културен. Да. Се викаш. И гледам Супер Хикс. И викам сега ќе им се појавам таму во прв ред и ќе ги звана од памет. Да, и тоа е единствено благодарение на овој човек имаме па ја не знам некој друг да не ги снимал од тие денови на турнеи, а тие години доста одевме цел концерт, не цел, ама еден дел има околу 15 на 20 минути од тој концерт. Да. Бар ми беше тогаш во Берлин, што бараше тогаш во Берлин, не знам. Па дојдов како се новинарски. Не беше тоа новинарски, пошто јас формално не бев новинар, меѓутоа блогерски да решиме така, со некои познаници таму што имам, да ги следам настаните по повод Значи тебе тоа што влечело тоа? На 6 годишнината од падот на фашизмот, нели? И да видам што има некои настани, некои музеи посетив, концентрациониот логор Саксенхаузен го посетив исто. Па некои собири имаше и така натаму, и јас отидов и снимав, фотографирав и Добро, чисто како момент сега да се потсетиме што се случуваше, дека едно од содржините стојат на сајтот, ама ги нема овие новитети за кои што зборувам, новитетите се однесуваат на нас за што пишуваш ти деновиве, поврзано со на Facebook претежно се појавува, така ги нема на сајтот. Да, ги нема на сајтот зашто го запуштив. Малку постери теми стојат. Види, спротивно на расширеното мислење, луѓето како мене никаков Сорос не им дава пари, камо да ни даваше. Знаеш, се ствара слика као да е Сорос некаков, знаеш, у бело одело код Джон Траволта таков со златни ланци, знаеш. И доаѓа и вика, ево вам паре, ево вам ваше паре, ево вам за ваше Хонде, за ваше колор телевизор, кој тесна кожа кецо ти текнува, која Никола Симич она кога полудуе и почиња да фрла пари, нели. И така си замишљам. Нема никакви пари. Сајтот е запуштен, немаше ни никаква екипа, самиот го прави со успомоќ штапа и канапа, со примитивни знаења од тие CSS, ајде не тие техники на веб дизајн, и тој сајт да го дувнете ќе падне, не мора ни хакери да се ангажират, а се ангажират и джабе, никако го бутнат, не знам што име. До таму деде. Ама тоа се гледаш, јавува системот, нели? Добро, тоа веројатно ти се случува повеќе периодов, така? Не. И претходно е. Па не мора да е врзано со некои политички, може онака сака да го рокнат. Не знам, не е ни битно веќе. Добро, така тој се претежно така започна како еден вид на патешествија, репортажи и разноразни и ретро ствари многу имаше. Истории за твоето патување низ тон градови во тој регион, еден куп места кои што си ги посетил. Така. И со фотографии, со анекдоти, со и позитивни и негативни. Почна на време да пишеш и за тоа со какви бирократски будалаштини, затоа што знаеш многу луѓе не знаат ништо за Русија. Затоа и сакам да го направиме овој вербалиум за да објасниме што бил Советскиот сојуз, што била Русија, што е денеска, што се случува таму. Појма нема луѓе, знаеш какви коментари имаш деновиве? Нека удри православната рака на
луѓе православни се и украинците. Како? Да, и то како канонски може да немаат признати. основни Канонски признати Основни- со Томос, Например- од православниот папа, од Вартоломеј, значи од условно православниот папа. Сега добро, он е прв меѓу Све што е лично, што и да е, добро. прв меѓу еднаквите или како се вели тоа, без разлика ајде на страна тоа. Условно речено, тоа е православниот Ватикан, нели, во Константинополи што бил, во византиските времиња, сега е тоа Истанбул, нели, ради историските прилики, значи имате поглавар еден битен во православието кој им дае Томос во времето на Порошенко. Значи да скусиме, Украинската православна црква си е канонски призната. Значи да, православни по сите нишани. И не само тоа. Са неќам да навредам, ама МПЦ не е канонски призната. И оттаму некои фанатици, нели, во Руската православна црква ги нарекуваат верниците на МПЦ расколники. Значи формално правно тие се расколники. Се знам ова им звучи на неупатените, меѓутоа тоа е така. Да се повикуваш на некое православно единство, тоа е тука кај нас, тоа е малце, знаеш. Кога не те призна, мислам, знаеш. Во секој случај, на крајот на краиштата, православниот фанатизам не е типичен за нашиот човек. Ако знаеш, во Кукуш имало унијати многу, знаеш за тоа? Кукуш бил унијатски центар, а унијатите тоа не е православие, тоа се бивши православци кои направиле унија со Ватикан. А зошто? За да избегаат на доминантно грчката Константинополска патриаршија, но Добро, тоа е друга многу тема, забегавме сега. Одираме од друга насока. Сега само да кажам дека многу луѓе не се запознаени што Да. се случува точно и не ја знаат баш историјата и историските прилики во однос на Украина, оно што се случува сега не им е јасно што се случува таму. Не им е јасно што е Донбас. Не им е јасно што е Луганск, немаат појма што е Крим, како дошло до Може би јас многу искомплицирав, па јас сега би нема врска, сумирал. ќе се вратиме. Значи Аха, ти се добро, актуелен денови со некои твои вистини, некои твои тоа не се некакви твои емотивни разгледувања на оно што се случува таму, туку се подкрепени со Рационални факти. подкрепени со Исто факти. слично, на пример, многу малку луѓе знаат дека реално Русија потекнува од Киевска Рус, која што Не, или како му доаѓа. вака. Ако не се лажам, Киевска Рус е Вака. Источнословенските племиња кои живееле на просторите кои денес ги знаеме како северозападна Русија, а кои тогаш не се викале така, а кога тогаш, тоа е 9 век некаде, го поканиле викиншкиот војсководец Рурик да завладее со нив и да им донесе шведска цивилизација. Сите да почнат да слушаат аба, да возат волвоти, да Стака ги бул. улуди. Добро, Ace of Base. Ace of Base. Mayhem. Да. Типот дошол и создал некаква рудиментарна држава која се викала Рус, древна Рус. А зошто? Затоа што самите викинзи и самата Шведска, соседните им финци ја нарекуваат руоци. Од таму доаѓа назив. И таа рудиментарна држава била околу Новгород, денешен негде, но прашање дали се викал така тогаш. И тоа било многу примитивно и владеачка каста биле тие викинзи, варјази, нордици. Словените не биле ништо. Немало никаква словенска култура. Таа источнословенска култура почнува оној момент кога од таму престолнината се преселила во Киев. Тогаш почнува. Значи, таму доаѓа словенската писменост, Кирил енд Методи, Броуз, Климент и Наум, Броуз, тие фаци, доаѓа до покрстување, значи за стандардите на она време доаѓа стварно цивилизација, почнуваат храмови, почнуваат црковно словенско пеење, ракописи. Значи, древната Рус, Москва уште имено не била ни на Москва мапа. била кога во Киев цутела пребогата цивилизација. Москва не постоела. Таа е формирана дури во 12-тиот век и тоа од страна на на киевскиот књаз Јури Долгоруки, значи морал да доаѓа некој од Киев да донесе цивилизација. Кога славе? Они се скоро славеа некоја, колку 800 години? Не знам, 12 век. Ја така Нешто така, знам дека славеа јубилеј на градот. Така нешто, има јубилеј, скоро беше. Што е за први поентава? На местото на Москва, кога во Киев цутела богата цивилизација, на местото на Москва имало болота,
односно мачуришта во кои крекале жаби. И тамо лутало полудивото угрофинско племе Мокша. А од таму и називот. Па не знам, може и од така друго. личи. Па личи, не знам. И имало низ просторите кои денес ги знаеме како Русија, кои тогаш не се викале така, имало тие разни угрофински племиња од типот Ерзја, Муромци, Чуди, Веспи, имало и тие туркиски племиња од типот Печенеги, Хазари, Волжски болгари и така натаму. Значи тоа било една џунгла. А Киев бил Веќе Нью Йорк. развиен центар, да. Да. И кога веќе го спомнав Нью Йорк, имаше една песна "Еј драга, јас го видов тој голем Нью Йорк". Така. А јас не го видов Нью Йорк, јас не ја видов Барселона. Јас сите пари што ги имав во животот ги вложив за да одам во Русија, да запознавам во тие делови од светот. И сега мене некој кој никој не вложил труд да го запознае тој свет, он сега е самонаречен русофил и мене ме вреѓа дека јас сум западен платеник или не знам што е стварно абсурдно. Добро, не ја знаат твојата приказка. А тоа е вообичаено така, кога не знаеш многу, тоа е најлесно да нападнеш. Да. И, значи, Колку години ти беше таму практично? Колку престојуваше? Ти живееше еден период, така? па не живеев многу години, да не се лажем, меѓутоа живеев неколку месеци, еве да речеме, меѓутоа и многу патував. Значи, секоја година јас по неколку пати, добро, може имало некоја година исклучок, јас одев таму, сите пари ги спискав таму, али вредеше. На крај си најдов невеста спроти мене, па вредеше инвестицијата. Да се нашалиме малце. Ако да, ако? И Киевска Руси, да се навратиме. Најблиски наследници на Киевска Рус или Киевска Рутенија, како што е на латински, се логично киевчаните, а не москалите. Киевчаните, односно современите украинци, но исто така таа држава фаќала и делови од она што е денес Беларус. Значи имаш Рус, Киевска Рус, Беларус, значи русините се исто така нивното име. Да, русините се доста интересни како енклава народ, како да ги кажам. Интересно е што ги имат таму и тие се поблиску до православниот свет и овие кои што се во Србија, Унгарија и кај живеат уште во Романија, ако не се лажам, ги има русините кои што повеќе кон западниот свет се наклонети. Но интересно. У реду, може се унијати, она Јас прв ги сретнав во Бачка, во Војводина, Да, као од кај доаѓате, па ние доаѓаме таму, што мајка бара, чудно е нивната приказна, ама тие се се народи за кои што малку знаеме. Рутени на латински, значи тие се Дури во Украина има народ кој што се викаат Да, знам што Крим, како беа кримчачки зборуваат. На кои јазици се зборува? На кримчачки, некои дијалекти кои што се ќе стигнеме и до тоа. Значи, покрај доминантните украинци има, се разбира, и многу други народи и народности. Чеки, Украина се 70, според официјалните податоци, 70 проценти не знам. Нешто проценти украинци, околу 14 според официјалните проценти, сега ги прочитаме. Не, вака точно. 77,8 украинци, 17,3 руси, 4,9 други и добро, така, не има познато. кримски татари, има евреи, има грци, Мариупол таму, и југот, особено грчко присуство имало уште од антиката, црноморски грци, значи тоа било и од Одеса, Херсон, Изос, Херсон, Мариупол, тие со пол, тие се грчки топоними, знаеш. Севастопол, веројатно, или не? Јалта, да. Крим доста имало грчко присуство од антиката, дури има археолошки локалитети. И што ми беше муабетот сега, значи, сега малце и ти ме... Не, добро, сакав да објасниме за тој етнички распоред како е кај нив, зашто доаѓа до евреи, Зеленски евреин, нели председателот на Украина Зеленски евреин. И тоа е парадокс, го обвинува за неонацизам самиот евреин и тоа малку Зеленски евреин, доскорешниот премиер на Украина Гројсман исто така евреин, повеќе значајни градоначалници или областни раководители, пошто нели области огромни има таму. Па најголема држава во Европа е според површина. Ако исклучиме Русија како Евроазија. Не, зборувам за склоп на Европа.
Значи, Зеленски Гројсман, градоначалникот на доскорешен релативно на Харков, тој е Кернес, на речи го областниот раководител на Днепропетровската област, овој Коломојски, како се каже, значи евреи во украинската администрација врие. И сега некој се фатил за нека фринж група таму од 45 милиони жители, имало фринж група од 100 души која не е на власт и тоа да ја обвинува Украина за нацизам. Доста се пишува за оние десен поредок или како се вика и за Азов и дека се многу развиени, дека имаат јака структура. Знаеш, тоа е доста актуелно. Сега дали се работи за пропаганди или се работи, меѓутоа доста докази дека се вака прилично расширени. Мислам дека дури не знам дали влегува во парламентот нешто типот на овие како се каже, Golden Dawn, така ли се Во 2015 година Грчка. Украина официјално со закон ги забрани сите тоталитарни идеологии. Во нив спаѓа комунизмот, нацизмот, фашизмот и така натаму. Затоа беа оние декомунизација, имаше менување на сите топоними. Ако некое место се викало, не знам, Лениново, пример, станало, не знам, друго, се урнанели спомениците на Ленин. Не само тоа, видов една репортажа на еден влогер пред некој време, односно јутјубер кој што не знам кој град точно влезе, мислам дека доле на кај Одеса беше, и мињата беа дури трнати на учесници, има и такви моменти, на учесници во некои битки од Втората светска војна, на советски споменици и така натаму. Дури има и такви моменти. Добро. Според тоа. За да го сватиме тоа, ќе мора малце и да отидеме во историјата, може да гњавам. Да. Вака. За тоа се тука, за да гњавиш. Ова е многу битно и ги замолувам нашите гледачи сега сконцентрирано да слушаат. Ова што се случува сега во Украина не е никаква новост. И кога не постоело никакво НАТО и никакво ЕУ и кога Бајден не бил ни јајце клетка, Москва секако сакала да ја подјарми Украина и таа приказка оди назад 350 години. Значи, кога немало никакви нацисти, никаков Азов, никакви измислени лаборатории за биолошко оружје, Да, и тоа е. кога немало никакво ширење на НАТО, Москва секако ја напаѓала Украина или милум или силум ја освојувала. Пред 100 години се случил распад на Руската империја, на царска Русија. 1917 или имаш февруарска револуција, okay. после следи октомвриска, но не е бит. Се распаѓа империјата. Украинците на чело со Симон Петлјура успеваат да направат држава со сите атрибути. Сите. Знаме, грб, химна, парична единица, карбованец, парламент, влада, амбасади, меѓународно призната држава. Украинска народна република. Премиер Володимир Виниченко. Председател на собрание Михајло Грушевски. Врховен командант, министер за одбрана Симон Петлјура. Интересно е, сега дигресија, дека Симон Петлјура имал контакти со историското ВМРО, по-конкретно со Христо Шалдев, кој се образувал во Полтава, Украина, конкретно на Полтавската семинарија. И тие таму се нашле, и не само што разговарале, едниот за независноста или автономијата на Македонија, другиот за независноста на Украина, туку дури Христо Шалдев, родом од Гуменже, Егејска Македонија, тој е малце над Кукош, да речеме, таму. Сега под Струмица, се ајде да не... Добро, не е важно. Христо Шалдев држал говор на тајните собранија на украинските револуционери. И ви го слушале, за ВМРО им зборел како е организирано, што е организирано и така натаму. Ова јас сакав веднаш на почеток да го објаснам. Симон Петлјура успева да направи држава, УНР, Украинска народна република, призната била од следниве земји, тогашната сила, Австро-Унгарската империја, Османлиската империја, Бугарија,
Германија, германската империја. Британија, Франција, дори чудно Аргентина. Признато со дипломати, со сите салтанати. Сваѓаш? И што се случува? Во меѓувреме во Русија доаѓа на власт Ленин. Тој воспоставува Советска Русија. Советска Русија, на чело со Ленин, извршува инвазија врз независна Украина. Ја задушува во крв. И таму воспоставува марионетски режим. Советска Украина. Откако тој советски марионетски режим е воспоставен, а такви се Ленин насила воспоставил во сите околни земји, кои исто така тогаш биле осамостоени од Руската империја, имале парламенти, имале влади, имале се. Белорусија била, имало Белоруска народна република 1917-18, ту негде. Азербејџан, Ерменија, Грузија. Доле Киргистан... Не, тие не. Но и таму имало движење, тие басмачили се вика, тие друга приша. Фактички Ленин ги нападнал и иако тој се представувал демек како борец против империјата, против царството, фактички тој ја реставрирал империјата, но во ново црвено руво. Значи, тој, оние земји кои се осамостоиле од империјата, тој ги вратил назад. И откако воспоставил во нив марионетски режими, тие, во наводници доброволно, во 1922 година го создале Советскиот сојуз. Значи, Советска Русија, Советска Украина, Советски whatever таму. Да, сите биле. Грузија, Азербејџан и whatever. И тие демек доброволно се здружиле во Советскиот сојуз. Тоа била првата и најголемата комунистичка држава на светот. Тука имаме еден голем проблем и големо недоразбирање кај нашите граѓани. Тоа недоразбирање е следново. Кога ќе го чујат тие зборот социјализам или комунизам, тие мислат на титоизмот и на шопинзите во Трст и на бркање холанџанки и швеđанки на Јадран. Не! Југословенскиот либерален социјализам и неврзан социјализам не бил доминантен во светот. Доминантен бил советскиот, кој бил страшно репресивен и људоетски, во кој 20 милиони луѓе биле убиени. Да завршиле во јами. Околу Москва има Бутовски полигон, јас бев. Има масовни гробници. Понатаму, многу луѓе завршиле во ГУЛАГ, во оние концентрациони логори во Сибир или таму на далечниот исток. Како се викаше? Камчатка, Чукотка. У тој стил. Сега заборев. А добро, таму биле Сибир и тој дел, кај што по... Каде е најладно таму? Тоа по-лошо за ти што треба да дослужи. Па имало страшни, насилни колективизации и така наречени декулакизации, кои подразбирале насилно одземање на житото од селаните. Тоа е Холодомор? Да. Благодарение на тие мудри политики на Москва и на советскиот режим, во среде житородната Украина умреле минимум 8 милиони луѓе од глад. Да, тоа е познато како години во кои што целиот род практично живееле украинците покрај родот, да не можеле ништо да користат од тоа. Тоа е време на Сталин, ако не се лажам, така? Апсолутно. Значи ги распоредувале по други републики, не им давале лебни. Не им давале да јадат. И што се случува? Значи, им го земаат лебот, башка тоа идеолошки терор, не смееш да зборуваш, не смееш да се движиш, не смееш ништо. Башка го има и следниот момент. Ленин, иако ја задушил украинската независност, што самото е злостор од негова страна, сепак имал политика на коренизација.
тоа подразбирало, ајде добро, ги испоубивме, ги силувавме и све тоа украинци, али ај ќе им дозволиме да имаат школо или не знам. Значи пак нешто им дал. Сталин ја укинал коренизацијата. И започнал русификација почнала. Се наметнува рускиот јазик. Самиот не е рус. Не, тој е грузинец, нели? Меѓутоа, културолошки, политички, секако тој сепак бил, се однесувал како руските цареви. Да, во Грузија он направил нешто, тоа грузинското негово се пројавило, знаеш, им направил таму белја на осетините, на абхазите, знаеш, им ускратил некоја автономија, се дуга прича, меѓутоа во целина на ниво на Советскиот сојуз тој спроведува страшни русификаторски политики. Ова ги збунува луѓето, како сега грузинец би се бавел со тоа. Многу просто, Наполеон Бонапарта бил по потекло италијанец, но тој бил француски император. Тој ги фурал француските интереси. Така да нема врска, етничкото потекло нема никакво... А и Хитлер не бил германец. Добро. Родомодавствија, да. Па добро, некој ќе рече, па е тоа се германци кои бла бла бла, ама некој ќе рече не, добро, ајде да не бегаме. У секој случај, еве, например, Пушкин, прадедо му на Пушкин, бил откупен африкански роб, Аврам Петрович Ганибал, црнец. Се извинам, мислам, не е злонамерно. Слушаме регеска, се разбира. Да. Меѓутоа, да им доновам на луѓето, дека етничката и расната припадност не е секогаш пресудна. Сталин дури имал еден говор, историски говор, по кој кренал таму 45 кога кренал чаша по победата и рекол на здравје на рускиот народ, не на советските народи, не на казахстанците, латвиците или не знам кој. Да. На рускиот народ. И дури во советската химна, кога пишувал татко му или дедо му на овој режисеров што му го зема Оскарот на Милчо наш, Никита Михалков. Во химната вика сојуз на неразделни републики кој ги сплоти навек Велика Рус. Велика Рус е Русија. Мала Рус е Украина, Беларус е Белорусија. Значи, Русија нагласува. Русија, не Ерменија или не сваѓаш, или Таџикистан. Да, Украина етимолошки практично би значило нешто како крајот на државата, нешто како во крајина. Не знам дали е као крајина и крајшници, не знам. се толкова као во земја, во крајина, нешто на при крајот. Сега да не се лутат украинците ако тоа па како го толкуват? Да не се крајина на украински јазик значи земја. Земја, да. Па тоа има една таква теорија дека Украина значи во земјата. Роден крај. Роден крај, нешто тој во крај. Ти текна. Но добро, ајде, не знам. Во секој случај, сега премотуваме, извини што ќе премотам. Само момент, ако дозволиш, тука некаде, пред да се вратиме на ВББ активностите и она што се случува и со порталите, со Facebook. Не сме избришале. Кратка пауза за нашите реклами и спонзори. Дали ги дозволиш? Кој ќе трае само 30 на секунди. Еве назад после рекламниот блок за и нашите спонзори кои што се уште ги немаме, да продолжиме со она каде што застанавме. Да го брзаме, што викаш малку филмот историски отидовме до таму каде што отидовме, значи сакаш да кажеш дека практично секојаш Русија имала некакви, како да ги наречеме, аспирации? Апсолутно, нема дилема. Сега. Ти дека ова се користи со нацистички и неонацистичките движења, а има еден момент, ако не се лажам, Украина на поврзано со... Ќе стигнеме до тоа. Ајде. Ќе дојдеме до тоа. Значи вака, била Киевска Рус, незини најлогични и најблиски наследници се украинците, а не Москва. Современа Русија, која во времето на Киевска Рус не се викала Русија, се темели на московското
кнежевство кое било вазал на монголо-татарската златна орда. Значи имаш московско кнежевство. За да биде попросто, таа земја се вика Московија. На англиски, ако барате, тоа е M-U-S-C-O-V-Y. Мусковија. Значи така барајте. Московија. Московија во даден момент се ослободува од монголо-татарското иго, робство, и владетелот на Московија, кој имал далечна, наводно, и маглива врска со Рурик, оној викингот што го спомнавме, си рекол, јас сум наследник на Рурик, на основачот на целиот овој филм, и сега јас, како негов наследник, ќе бидам собирател руских земји. Ке ги обединам. Сите земји кои припаѓале на Киевска Рус. Тоа е многу контроверзно. Како од денес се појавува овој во Московија и се представува себе дека Московија ќе биде Пиемонт, некој центар на обединување, а не Киев. Дека Москва која е многу помлада, дека таа ќе Ова е во кој период се случува? За која доба збориме? 15 валја век, 16, така Иван нешто, III, да. кога владел, не знам. Пред очи ми е, не е битно. Московија со ова на контроверзен начин се само прогласила за ексклузивен наследник на Киевска Рус, иако таа е само една од многуте наследници на Киевска Рус. Како што јужните Словени имаат многу наследници. Не, ова ти како што Југославија кога се распадна, па знаеш кога се оформи оној комитет за распределба на наследници на Добро. како беше она на добрата на Југославија. Добро. Па се расправа ако има каде амбасада, кој има стан. Да. Е тоа во случајот мислиме како го немало, мамо. Го немало, зашо Московија се само прогласила себе си за ексклузивен наследник, а сите други ги... Демек, ние сме центарот на целава прича, а вие сте настанале од нас. Вие сте, извинете, сега да не навредам некој, вие сте србите со говорната мамата. И вие сте настали од нас. Извинам, вака, ама тоа е тоа. И што се случува? Московија по одреден период се преименува себе си на контроверзен начин во Русија, што произлегува од грко-византискиот назив за древната Рус, која на латински пак се нарекува Рутенија. Значи, Московија се преименувала во Русија. Прво, потоа под Петар Велики, нели, имаш Руска империја веќе. И што се случува сега? Гледа абсурдов. Таа империја освојува и на крај се простира на 3 континента. Тука се Белорусија, Украина, Казахстан, Киргистан, Финска, дел од Полска, дури Аљаска. Да, и финците биле во слобна долго време. Дури Аљаска, човече. Дури Аљаска. Која што подоцна е продадена за некоја смешна сума. Да. Тоа е доста луда приказ. Значи, прават гигантска империја од тотално меѓусебно неповрзани земји, Финска и Узбекистан и така натаму. Дури во Аљаска, руските колонизатори убивале индијанци, човече. Имало битка кај Ситка, кај некој локалитет Ситка, во 1804 година, октомври. Индијанците се побуниле против руските колонизатори. Тоа е лудило тотално, мислам, немаш представа што се дешавало. Во Сибир имало такви клања, кои се дури преточени во уметничка сликата, познатата завојувањето на Сибир и така натаму. Добро, тамо си, нели, Чукотка, Камчатка, тамо луѓето нема допирна точка со ова. Тоа се класични ескимски тоа се косоки народи за кои се смета дека некогаш мигрирале преку замрзнатиот Берингов мореус и така настанале индијанците во Америка. Значи, врска нема муабетов, а Москва сега говори за вештачки
творби, вештачки нации, вештачки граници. Највештачка творба во историјата на човештвото е така наречената Русија, односно Московија. Добро, а ти на што си чувствуваме една хајде омраза, не можам да ја наречам. Не е омраза. Гнев чувствувам во твои преписки, во твои дописи последните неколку дена. Посебно си му лут на Путин, кој што го нарекуваш, како беше, Путлер? Путлер, Тупин и така натаму. Тупин и така натаму. Што е она што толку Вака сега, Ти имаше некои лични искуства, тоа сакав малку да... Ќе го објаснам тоа, но сега ти должам јас одговор, пошто јас памтам. Значи, империјата заграбува и така натаму, се создава Советскиот сојуз, украинците патат голодомор, све тоа спомнавме. Кога доаѓа пактот Молотов-Рибентроп, Москва станува официјален сојузник на Хитлер, со подпис, печат и све. Тоа е 39 година, 1939 година. Хитлер и Москва заедно ја напаѓаат Полска, ја делат, тоа ти е познато. Значи, во Втората светска војна, Москва официјално влегува на страната на Хитлер. На Бреската крепост се среќаваат советските и нацистичките војници, се љубат, се грлаат, ме разбираш. Имало заеднички конференции на Гестапо и тајната советска полиција НКВД. Тоа е лудило тотално. И што се случува? На 22 јуни 1941 година Хитлер го прекршува тој договор за ненапаѓање и напаѓа операција Барбароса. Го напаѓа Советскиот сојуз. Одеднаш, преку ноќ, Советскиот сојуз од муабетот за другарот Хитлер, за прекрасната Германија, одеднаш почна да збори за антифашизам, за така натаму. И со оглед дека Москва имала апсолутна контрола врз сите комунистички партии. Остај Тито што се одвел 48, а после тоа сите комунистички партии, сите членки на Коминтерната, на Комунистичката интернационала биле под контрола на Москва и таа почна шири муабет за антифашизам, за АУ и така натаму. Значи една тотално испервертирана прича. А што се дешава во Украина? Луѓето откако умреле милиони во гладоморот, откако умреле милиони во гулазите и така натаму, откако биле убивани, силувани и така натаму, нормално, за жал, дека ги дочекале нацистите како ослободители. Не сите, но некој да. Ова сакаш полека да стигнеш до приказната за Украина. Причата. Нормално да ги дочекале. И нормално дека нацистите тоа го користеле пропагандно, значи ги откопале масовните гробници НКВД што стрелале украинци и рекле, еве, јудео-болшевичкиот режим, што ви прави, тоа се јевреи, комунисти, така да знаеш тие гебелсовски муабети, и нормално дека некои украинци и влегле во СС дивизија Галиција и дека, за жал, тоа е факт. Исто како што Иван Михајлов, ВМРО, во немање избор, имал и он обид за соработка со Наци Германи, исто како што Тодор Александров пак имал обид за соработка со Советскиот сојуз, знаеш, на Мајски манифест 24/5. Значи во очај оние земји кои во меѓувојниот период немале избор, пошто се разберме, се извинувам, тогаш немало шведски стол. Некои земји биле незадоволни, нормално биле под туѓ јарем и немале многу избор. И, например, Петлјура, тој бил, кога се бора во 1917, он бил левичар малце, знаеш. Она, фабрике, радници има, земја, селјаци има, тој има, али не бил против Ленин. Пак украинец, знаеш, патриот. Од друга страна, Степан Бандера бил десно. Значи, имало разни луѓе, имало држава, да. И што се случува? Доаѓаат нацистите, некои украинци ги дочекуваат со цвеќиња, не заради склоноста кон, не зашто тие селани знаеле за Дахау и за Бухенвалд, тука едноставно ги ослободува некој, тој гладомор од тие гулази и така натаму, од Сталин, дочекуваат како ослободител. И што се случува? Се ствара, прогласуваат украинските националисти во 41-ва, прогласуваат независна држава.
Но Хитлер знае што вика, не може. Нема да бидете како Павелич, независна држава Хрватска, нема да бидете како режимот на Тисо во Словачка или нешто слично. Јас ве планирав да ми бидете житници, да ми бидете лебенсраум за колонизација. Ја не ве сматрам за луѓе. Сваѓаш? Тука пропаѓа планот и многу украински националисти одат в шума и се создава украинската востаничка армија, позната украинска повстанска армија, УПА. И почнуваат борба како против Советскиот сојуз, така и против Германија, плюс против пољаците. Саме против сите. Да. Сега во таа борба сигурно имало контроверзи, сигурно некој загинал. Сега како да ти кажам, и сигурно имало она tit for tat. Они ни го запалија селото, ние ќе им го запалиме. Знаеш, класика. Да, класична балканска Па така, приказ на која што и ние сме проживували. Само тука се работи за многу поголема територија реално и население. И значи имало тој момент што рече дека имало нација ово она, го имало. Но не е само тоа, многу е покомплицирано. И сега ќе го поврзам муабетот со мојата посета на Берлин, кај што вие тогаш свиревте во 2005 и кај што се одбележуваше 6 годишнината од победата над фашизмот. И јас тогаш го посетив концентрационот логор близу Берлин Саксенхаузен, кај што лежал Степан Бандера. Степан Бандера лежел како затвореник во германски концентрационен логор. Како може Степан Бандера да биде нацист? Значи, он сакал прво да тактизира, да направи дил со нацистите. Во ред, сега, тоа е факт, може и непријатен. Ама тие не се согласили и го туриле во логор. Сега да те прашам малку една отстапка да се вратиме на овој актуелен период, дека тоа е дека сега види, секоја страна има своја пропагандна машинерија, нели? Веројатно во целиот овој конфликт читаме разни приказни, веќе луѓето се во тотално бунило, не е секој е запознат со све што се случувало вака историски и реално на терен. И обвинува дека доста е во раст тој неонацизам во Украина последните 10 години, посебно по оние 2013-14 немирите, дека тамо нешто се, не знам, финансирани, спонзорирани такви движења, дека се регрутираат, па нели се случија неубави работи во Одеса, масакрот во Кој масакр во Одеса? Донбас. Човек, вака да ти кажам. Сега ќе објаснам. Во 2014 година, крај на февруари, Путин тајно праќа своји трупи на Крим, за да искористат она дезорганизација која се случи по евромајданската револуција во Украина, да го жапне Крим. Тој процес се дешаваше, значи, крај на февруари и во тек на март. Потоа, Путин апетитите му се зголемија, голема уста сака лапачка, кои штрумфови, и тој организираше и сепаратистички бунтови низ остатокот на Украина. Значи, и Харков тука влезе и многу други места. Да, но не пукања по улици, снајпери, чуда, врагови. Имаше ситуации во Киев, не се знаеше кој од каде пука. Не, тоа е евромајданската револуција, тоа е претходно. Значи, прави сепаратистички протести, така наречена руска пролет, руската весна. И при тоа праќаше своји агенти. Игор Стрелков, Гиркин, Моторола, тие сподоби, кои со тој дел од светот немаат никаква врска, ни роднинска, ни по потекло, ни никаква. И ги прати своите тие агенти да поттикнат сепаратистички бунтови. На крај тоа во април резултираше со создавањето на така наречените дупки ДНР и ЛНР, Донецка народна република, Луганска народна република, кои во мај направија референдуми за независност. Знаеш, со гласачки ливчиња. Со гласачки ливчиња на штампаш пуштени, знаеш, со во многу слободна атмосфера за гласање, знаеш, со пиштол над глас, со сподоби брадати околу тебе и така. И што се случува?
за целото ова што го раскажа, украинците не прават ништо. Кримот иде, ништо, не испукуваат никучо. Им се случа ДНР, потоа покасно ЛНР, не презимаат ништо. Сепаратистички бунтови не презимаат ништо. Дури на 14 април 2014, значи после сите овие турбуленции, украинците ја почнуваат својата антитерористичка операција АТО. Значи тие се цело време се воздржува од примена на сила. И цело време вика, ама тоа се браќа, ама како, ама... Ти текнува. Какви нацисти, бре, човече? Какви нацисти? Одеднаш почнува таа антитерористичка операција и сега, како да ти кажам, одеднаш путинистите викат, овие знаеле да пукаат. Па сега извини, ама како да ти кажам? Пукаат сега, тоа е. Имаш и интересни анализи за тоа како русите анализи. За Одеса сакам да ти кажам. Тоа се случи на почеток на мај 2014. После сите тие гадости, значи што ги наведов, сето тоа очигледно распарчување на Украина од страна на агентурата на Путин. Значи тоа е еден процес, еден страшен, значи се распаѓа државата. И во таква атмосфера некој излегува во Одеса и сака да повтори исто сценарио, да направи Одеска народна република, да рече. После ги запалиле. Како се таму? Па сега извини, ама... Како се во однос на население, проценти руси и украинци во Одеса, тоа баш не ми е познато? Па не знам, да ти кажам, постои една забуна, ова е многу битно за нашата публика да го знае. Во Украина живеат, значи украинци, кримски татари, етнички руси и така натаму, меѓутоа постои следнава забуна. Постојат етничко руско малцинство, но постојат и етнички украинци, кои како последица на русификацијата во царска Русија и Советски сојуз говорат на руски јазик. Имаш апсурдни ситуации да дури украински националист некој секојдневно говори и мисли на руски јазик. Многу чудно, знам. Па Зеленски се обрати на течен руски, имаше некој туѓe нека никогаш нема да прозбори, нешто имаше некои конфронтации. Не знам. Па им се обрати на крај. Да. И тоа на баш онака. Значи имаш ситуација не само рускиот јазик да не е дискриминиран, туку имаш ситуација да етнички украинци секојдневно говорат и мислат на руски јазик. Цела Одеса, цел Харков и пола Киев секојдневно говори на руски јазик. Сите, значи може некој да е ерменец и тој кога иде у продавница во Одеса или ако е евреин у... Да, размислувам говори. Само да. Само да објасниме дека рускиот и украинскиот и не се баш така не се воопшто, не се воопшто. Тоа е нешто као македонскиот и српскиот, да речеме, ако не подалеку, или словенечки. Многу подалеку, да речеме. Значи имаат и со две точки кои што не знам како се изговара, латинично и многу е чудно и например русинот знаеш, сам ќе те праша как дела, знаеш како ти одат делата, како ти оди работата, како си. Да. Најпросто протоколно. Всё нормално. Да, всё нормално. А украинецот ќе каже јак справи. Што е малку звучи као чешко-полски и руски. Нема влијание, сигурно. И сакам да кажам, не само што не се како македонскиот и српскиот, туку се многу поодалечени. И не само што нема никаква дискриминација на рускиот јазик во секојдневниот живот зборам, туку тој дури бил наметнат на луѓе на кои тој не им бил мајчин јазик. Сега, нормално, Украина веќе не е јужна бановина. Одамна. И нормално, таа сака барем на официјално ниво, не во секојдневието да асимилира или да дискриминира, него на официјално ниво документите да си бидат на украински јазик. Диплома, кажи друго, нешто, пасоши чудо време. Имотен лист, па да си бидат на украински јазик. Но пасошите бе таму и на англиски, не е битно. Добро да лични карти да. Да си бидат на украински јазик, што е сосема легитимно. Дали ме разбираш? Тоа не е никаква дискриминација.
Па од 44, колку имаат? 40, не, според некои податоци 47 имаат пад на население, значи ако зборуваме за 80%, тоа ќе испаѓа дека се околу 37-8 милиони најмалку етнички чисти украинци. Со свое писмо, па тука некаде процентуално, според оние официјални вики податоци кои што ги имам. Википедија, ако ти е избор тебе, тоа Добро, е... по нешто да тренем, ајде. Да, добро. Во секој случај околу 40 на... Драги гледачи, избегнувајте го, тој ентузијастички проект во кој сум учествувал во англиската Википедија, јас имам напишано милиарда овој стати за ексио музиката, за стручки вечери, за Супер Хикс, за и така натаму на англиски јазик. Некогаш и со некои грешки кои потоа некритички се преземаат од медиумите и се шират, што е многу глупо. И сакам да кажам, не се толку добро, ајде од негде да се почне, па да се види таму долу во фуснотите, да се Јасно, да се вратиме на она што е актуелно и полега да привршуваме, а тоа е што се твоите прогнози, што ги се случува, ти детално таму објаснуваш како тоа русите нападнале, очекувале све да се заврши за неколку дена. Читав и такви моменти кај тебе, дека имале очекување дека ќе падне се за и Киев, дури Киев не може уште да го освои, така? Не може зашто до некои предградија има борби, ама не иде баш така како што не оди баш како што замисли, како викаш, Тупин. Тупин, да. Добро? А украинците го викаат хуило, што е, не знам, смејам да пример. Па човекот со... Да, добро. Така. Вака, се покажа дека Москва не е никаква суперсила. Месец дена скоро помина, Киев не падна, Харков не падна, ништо не падна, освен неколку селендри и паланки уз границата, вклучително и онаа со Крим, која и не е граница, пошто по меѓународното право тоа си е Украина. Не е тоа никаква суперсила, според главниот штаб на украинските сили загинати се заокружено 15.000 руски војници. Да речеме дека тоа е официјално. Да речеме дека тоа е пропаганда, па да речеме дека е пола од тоа. Ако се 14-15, извини што мешам, 14-15.000 војска, тоа е дневно 600 загинати руски војници. Што е страшна цифра. Ајде да речеме дека е пропаганда, ајде да речеме претеруваат за да дигнат морал и така натаму. Ајде да речеме дека гинат 300 души дневно. Пола од тоа. Малце ти е 300 души дневно да губиш. Не, да си супер сила. Мене ме било каков конфликт и војни действија од овој тип. Не, супер, остај моралната страна. Една супер сила да губи 300 души дневно, тоа нормално ти е тебе. Во конфликт со земја која 100 пати посла. Ајде не се 300 души, 150 души нека се. Тоа ти е нормално да губи 150 души дневно на супер сила космичка. И добро е да доаѓаме до таква ситуација во која што викаш губат толку, може ли да се случи активирање на нуклеарни боеви глави, нешто што било доста добро, не знам се, интересно за бабавања, но има претни со тоа, но тоа е многу трагикомично, знаеш зошто? Затоа што вчера прочитав една информација дека ги собрал некои командири околу него и рекол да се стават во состојба на готовност. Не, да прават вежби како ќе бегаат при за нуклеарни напади, нешто така. Нуклеарен напад врз западот тешко да ќе има од проста причина што керките на Путин живеат на запад. Сите деца на тие путински гадови лицемерно живеат на запад. Керките на Путин, едната врти билионски бизниси во Холандија, другата во Микен живееше. Сега не можам да знам точно ради санкции некои бегаат, се селат и така да. Јахти им лова таму, вили им наоѓаат таму. Еден од најголемите пропутински пропагандисти, Владимир Соловјов, има куп вили во Италија. И сега смисли што му ги зема. Дали ме разбираш? Сега вака, јас разбирам дека македонските граѓани се очајни, изморени, има травматичен конфликт. Тука обратно. Има травматичен конфликт во 2001 година, Косовска криза, спор со Грција, разни ветувања кои никако да се исполнат. Јас сето тоа го разбирам. Јас тоа на украинците им го кажав и тие се понесоа со разбирање. Значи, јас им реков, да не ве навреди тоа што сега
негативна енергија може да има среде некои наши граѓани. Така, ти рекал во ред, на крај заклучиме, Украина за тие наши проблеми не сноси никаква одговорност. Никаква. Значи, ако ти си гневен за деу датумот, што ти е крива Украина за тоа? Дали ме разбираш? И на крај, не знам дали е крај, би сакал да кажам, значи, јас не ширам шовинизам, меѓутоа, некои ствари мора да се кажат конечно. А ти ги А знаеш? јас од сево ова, не само што немам никаков тјар, не само што никаков Сорос нема да ми дај пари, од овие ствари јас можам да имам сериозни проблеми. Зашто амбасадорот, Да те замаглиме на крај ако не не, да направиме она, знаеш, не, амбасадорот на Руската Федерација се законуваше дека следеле они, дека ќе сносат последици сите што не знам, ширеле русофобија, џоамите критикувањето на путинскиот режим е критикување на народот, он си изедначува со државата, нешто. добро, секој влегува во одбрана на тоа за што е поставен на крајот на криштата и да. знаеш, добро, фин муабет си направивме доста работи. Благодарам многу, но за жал многу нешта сакам не да успеав да кажам. добро, ќе ни треба уште 2-3 изданија. Да. За да дојдеме до уште многу други твои лични моменти и да, поенти тоа, и што се не. Па добро, ајде ама накус. многу работи. Не сакав чисто ова да го слушнеме и да те слушнеме тебе затоа што ти на крајот на криштата си бил директно таму, имаш директни врски на крајот Ајде на на криштата. брзинка, може, има време. Ајде. Ќе бидам концизен. Значи, кона за забна паста. Значи, јас живеев во Русија и за да добијам таму престој, јас како разбран човек ги отпечатив сите закони и регламенти и речи си ги научив на памет, меѓутоа кога отидов во таа миграцијска служба, тие почна да измислуваат закони кои воопшто не постојат, а тие немаат дискреционо право согласно регламентот да се измислуваат своји закони. Ти треба да ги извршиш действијата А, Б, С и Д, не може Е, Ф, Г, Х. Таму си пишува се. Така, ги прекршија сите можни закони, своји. Значи, Чекам, ако ти беше протеран на некој начин? не. Уште полошо. Не ми ги дадоа документите за престој на време. Јас бев во некој лимбо. Значи, без документи седев таму и чекав. И на крај кога посакав со жена ми да ги израдувам моите, значи да ги посетам во Македонија, мене не ми дадоа да излезам од Русија. Јас де факто се најдов во затвор под отворено небо. Не по моја вина, по вина на тие што ми ги задржа документите кои јас требаше да ги добиам за 2 месеци, а ги добив за 6 месеци. Во текот на тоа немање на документи ти не смеш да излегуваш од земјата, не смеш да имаш здравствено осигурување, не смеш да работиш, не смеш ништо. А тоа е полициска држава во која има секојдневни легитимирања по улиците и така натаму. И на крај човек фобија го фаќа и престанува да излегува од дома. Ти се доведе во таква ситуација. Односно не се доведе, Не се те доведов, доведо. тие ме доведоа. И после сето тоа, ја не смеам уште да зборам. Ништо не помогнале, ни за Илинденска остана, ни една петарда. Значи, ги третираат луѓето кои џубриња, чекаат само мито некакво, све корумпирано, све јавашлак, све студен однос еден, апсолутно никакво познавање на Македонија, никаква топлина, никаква. И после сето тоа ја не смам да зборам. Па тие дури, кај нив дури немавме вистински безвизен режим. Ти свесен си за тоа? Имаше или вадиш виза, Ја пред 20 години ваде виза тоа. па вадеше. Или имаш виза, или имаш оној специјален договор. Оној ако поседуваш туристички ваучер или покана, може без виза. Ама за да ги добиеш тие папири, треба да се убиеш од работа или тој што те кани треба да оди по шалтери или. Абе, човече, тоа е страшно. Тоа е се искуствата на Вангел Башевски Барбеки кои што сакавме да ги слушнете во Вербалиум пред да привршиме уште еден мал блок на рекламен блок. Добро, овој звукот во позадина беше како еден фон за рекламите кои што ги немаме.
Пријателе, драго ми е што успеавме да донесеме дел од твоите вистини во Вербалиум. Те читам, те следам и Има доста уште интересно. многу, па нека читат Ќе имаме луѓето. други изданија. Не мора на сајтот, може на Facebook страничката, значи facebook.com _wbb.mk и така. Или порталот на Вангел Башевски Добро, може Барми, да ќе го поставите, најдат на веб страната, ги нема овие рече си на ден 2 Актуелности. пишуваш актуелности кои што Да. пишува Барми, ама доста Да. интересно, прегледате го, следете го и бидете објективни. Така ли се вика тоа? Бидете објективни, а на самиот крај ги слушаме Зулу 34, Зулу 34 имаат нов албум, посебен акцент ставаме на македонската нова музика, па уживајте во овие звуци на Зулу 34. Барми, да Благодарам. не кажуваме дека си ми комшија, така? Не кажуваме дека си ми комшија, фала на гостувањето и се гледаме во следно издание некое на Да, Вербалиум. ти Се благодарам надевам по подпишување на примери и завршување на овој воен конфликт во Украина, По победата на украинците, по ќе ослободувањето на видиме нивната татковина. две страни за тоа, кој знае што кој ќе добие или ќе изгуби на крај. Но, не сме бабавања, но... Во секој се случај надеваме треба на да прекинат тие действија затоа што оние сцени што ги гледаме таму се ужас. Одиме со Зулу 34.